Со непочитување на законите и доказите, кривичниот суд донесе првостепена пресуда за наводно затајување на данок на штета на телевизија Алфа. Адвокатот Панче Тошковски е дециден дека судскиот совет го прекршил законот за облигационо право со самото тоа што не го земал предвид фактот дека за застарување на делото е потребно да поминат 5 години од последната трансакција која се реализирала помеѓу две страни. Првостепената пресуда е нејасна во најмала рака, бидејќи досега нема пракса во која судот носи одлука спротивна на доказите кои произлегуваат од супервештачењето, кое се изработува пак на барање токму на истиот судски совет во постапката. Со оваа пресуда се востанува една многу лоша правна пракса. Тоа е правна пракса која што ќе каже дека судот и така лесно може да се дозволи да го отфрли супервештачењето кое што сам го нарачал. Правна пракса која што ќе може да се дозволи тотално да се дерогира закон за облигациони односи кој што е повеќе од јасен за сите правници. Се знае дека за да можеме да говориме за застарување на побарување, општ рок треба да поминат 5 години и се знае како се прекинува тој рок. Одбраната секако ќе обжали ваквата пресуда, вели бранителот на телевизијата, и се надева дека повисоките судски инстанции ќе ги ценат реално доказите. Ние ќе ги искористиме сите дозволени правни механизми кои што ги имаме во текот на постапката. Ќе поднесеме жалба по оваа пресуда и како имаме аргументи кои што се на наша страна. Инаку кривичниот суд пресуди дека Алфа Скоп наводно не платила данок од 84.000 евра во 2013 и 2014 година. Ја задолжи да ги плати судските трошоци од околу 1.200 евра и дополнително ја казни со 5.000 евра. Сите докази ја потврдуваат одбраната, но судот одлучи спротивно и во пресудата не наведе ниту една причина зошто ја осудува телевизијата.